Денеска утринското кафе го пијам со една од најпозитивните дами од нашата фолк естрада, Лени Партикова, члени на хорот при Македонската опера и балет и личност која што не е влюбена само во македонската народна песна, туку буквално во се што значи музика и пење, затоа што Лени сум те слушала како пееш, и забавно, и народно, и домашно, и странско, и секогаш се восхитувам и на твојата ведра, убава, позитивна енергија, секако и на убавиот глас. Добро ти утро. Добро утро, Иринче, ти благодарам што ете така имаш позитивно и убаво мислење за мене. Ќе продолжам да работам и со народно и со забавно напоредно. Операта секако до пензија не ми бега. Тоа е нешто што ми исполнува највеќе. И ќе има уште многу нови работи за кои ќе треба да се гледаме. Здравје. Така да последно сакав само да кажам дека една песна има на која јас сум текстописец, горда сум македонка, која сега моментално ќе гледам што повеќе да допре до народот, која ќе биде носител на 6-тиот албум и се надевам дека публиката убаво ќе ја прифати и ќе им се допадне. Песната е отпеа, всушност неодамна, на 15-тото јубилејно издание на Лешочкиот фолкфест во убавиот Лешочки манастир, нели тоа беше во предвечерието на празникот Голема Богородица. На сцената имаше еден убав, доминантен настап со смислена кореографија, со етно и македонски мотиви и публиката веднаш многу убаво реагираше на оваа песна. Да, многу ми е драго што е така. Ете, мојот сопруг Жарко Ѓорѓевски, нели, како поранешен кореограф, и денеска работи со тие деца, со играорците. Смисли да биде тоа навистина многу убаво, ни успеа во тоа што сакавме, го направивме. Така, заедно со Кутшара. Така, заедно со Кутшара. Голем поздрав за аранжманот и за музиката на Љупчо Павловски. Задоволна сум многу. За мене оваа песна има едно големо значење, еден идентитет за македонка, значи пеам првенствено за сама себе и за сите македонски убави жени кои сакаат да си ја задржат културата и традицијата. Последниве години некако твојата лична соло кариера слободно можеме да констатираме дека оди по нагорна линија и дека максимално си фокусирана и работиш на тоа поле. Го докажа тоа и со концертите што ги направи, и со таа една континуирана работа, затоа што постојано снимаш нови песни, постојано настапуваш, постојано издаваш нов материјал. Да, сега имам и сила тоа да го правам, имам мотивација голема. Многу ми е мило што во сите мои песни сакам да бидат претежно сега веќе и весели, иако напоредно работам и на забавниот албум со балади, со љубовни теми. Сакам да создавам нови песни, новиот албум да излезе, во план се за сега нови 2 концерти, дај Боже се тоа да ни се оствари, нели, како што помина и овие 2 успешно концерти во Скопје и во Тетово. Со новиот албум во план е тоа да се направи. Ми е многу мило што со тие играорни друштва како што се Кутшара, Свети Сава од Тетово, со 7 осмини имавме исто соработка од Скопје на игра на нашите концерти. Имав прилика со Свети Сава да гостувам во Гуча како прва македонка што пееше и настапуваше со македонски изворни песни. Имав прилика со нив исто пред не повеќе од 2 месеци да бидам и прва македонка што настапува на избор за косовска девојка во Косово. Многу убаво ме прифати таму публиката со тие наши прекрасни македонски песни. И ќе продолжам да работам со играорците, со тие стари народни инструменти, затоа што мислам дека само така можеме на целиот свет да му ја покажеме македонската култура и традиција, нашите носи, значи пред се, нашата изворна песна која и нашиот ритам, нели, тој што е 7 осмини најспецифичен за сите други народи, и ќе продолжиме да работиме.
Се чини дека сте одличен тандем заедно со Жарко, затоа што идеално се надополнувате, ти си задолжена за интерпретацијата, за сцената, за сето она што го презентираш како твоја музика, но тој за логистиката и организацијата. Што значи дека два дела такви кога ќе се спојат, ги има сите предуслови за успех. Точно, па затоа и мислам дека постигнавме успехот што сакавме да го постигнеме. Публиката го сака тоа, нашиот народ сака музика, поготово македонска. Сите други, нели, нормално, секоја друга музика. Меѓутоа македонското мора да си го сочуваме и да правиме нови песни, да ги враќаме оние старите во уште поубав сјај. И среќа, имав среќа што и Жарко е многу музикален човек. Излезе и да ми тропа и на тапан на самата песна на сцена на Лешок. Така да... Значи максимална поддршка имаш од него. Да, апсолутно. И кога е човек среќен и знае што сака и што работи, и кога некој му помага во тоа што го работи, навистина многу ме надополнува во се она што ќе го замислам. И мислам дека сега е точно времето за од мене да излегува една инспирација за нешто ново и за творење на македонската музика. Најдовте ли време летово малку и да одморите? Многу малку. Имавме доста и настапи со приватни прослави, нели, со бендови. Ама најдовме малку време да отидеме малку до Грчка. И ние сме луѓе, нели, малку да одмориме. Меѓутоа, тоа толку малку траеше, околу 6-7 дена толку имавме време. Почнуваме сега со нови сили повторно во опера и балет, со нови проекти, ќе се спрема најбрзо ќе има Реквием, ќе се слуша на Моцарт, ќе изведуваме. Имаме настапи сега за промоција на новата песна, секаде каде што ќе не повикаат во нашите убави емисии. И почнуваме работно, готово. Нашиот одмор заврши. Лени, јас ти посакувам успех во предстојната сезона, со леснотија да ги реализираш сите предвидени планови, со задоволство и нетрпение ги очекуваме новите концерти тогаш кога ќе дојде време за нив, затоа што докажа дека публиката сака да те слуша и да ужива во твоите концерти, кои што пак ја спомнам многу убаво ги спакувавте, значи им дадовте еден комплетен производ на сите што беа присутни на концертите и максимално ужива од прва до последна песна и во твојот глас, и во убавите кореографии благодарение на културно-уметничките друштва и секако на крај ќе ти се заблагодарам што денеска заедно го испивме утринското кафе и што им го разубаве со позитивна енергија утрото на нашите гледачи. Ви благодарам, Ирина. Ми е чест што сум дел секогаш од вашата емисија и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија на Добро утро секој утро.